Добро утро. И од мене денешна наша соговорничка во утрински брифинг е Мерсиха Смаиловиќ. Добро дојдовте, активистка за човекови права, со која што сакаме да разговараме за учеството на жените во науката. Непоследниот повод е тоа што неодамна добивте признание минатата недела од невладината мрежа на жените, која што ви додели признание за вашиот придонес во граѓанскиот сектор, заради тоа што ги поттикнувате жените и девојките во промовирањето на позитивните вредности. Што е една вака убава формулација и еве сакаме да поразговараме, не сме имале до сега ваква тема, дали навистина постојат такви политики во државата кои што одат во правец на тоа да возможуваат што повеќе жени да се вклучат во науката, да станат научни истражувачи, професори, доктори по науки и така натаму. Благодарам за поканата. Не знам колку сум доволно компетентна да говорам на оваа тема, со оглед дека постојат жени кои што целиот свој живот го посветиле на науката и на истражувачките дејности, кои што се навистина бројни во нашата држава. Пред 11 февруари денот на жените во науката, кој што се одбележува од 2015 година. Да, која е официјално ЮН ден за жените во науката. Драго ми што се обележа на неколку начини тука во нашата држава. Тоа беше водено под покровителство на првата жена на Елизабета Георгиевска, супругата на претседателот на Република Северна Македонија, каде што се одржуваа дебати со жените кои што се од науката, кои што говореа за своите предизвици. Но во нашата држава се основа издружение, мрежа на жените во науката, каде што го обележаа за прв пат тој настан во Александар Палас, но не беше само обележување на тој ден, туку жените од науката говореа за предизвиците, и тука имав прилика од прва рака да слушнам за предизвиците на жените во науката од сите генерации. Имаше и од помладите научнички, но имаше и жени кои што се едуцирале на Балканот дури во 60-те, 70-те години. Признанието кое што јас го добив како граѓанскиот сектор кој што работи на промовирање на науката и на образованието и поттикнување на младите девојки да се вклучат во науката и во истражувањата и да напредуваат во тие научни води. И дефинитивно тоа што имав како прилика да го слушнам од жените ми даде уште поголем мотив и предизвик ми беше да едноставно жените го посветуваат својот живот и својата цела професионална кариера да истражуваат. Вие тогаш на Фејсбук напишавте, особено ви е драго ова признание бидејќи поттикнува солидарност, хуманост и поддршка меѓу жените. Да. Нешто што ми се чини прилично недостасува кај нас во нашето општество. Да, самите говорнички на настанот кои што беа од различни етнички заедници, но беа од различни професии, различни полиња во науката и едноставно целата манифестација се чувствуваше тој момент на солидарност, дека се грижиме за проблемите кои што ги има одредена научна институција. Мислам беше тука проректорката на УКИМ која што кажуваше дека таа секогаш била проректор, била продекан, но не била за жал ни ректорка ни декан. Еден ректор сме имале само во историјата од независноста на државата, тоа е Радмила Кипријанова, некаде во 90-тите години беше 2-3 години ми се чини ректор на универзитетот. Да, дури тие напомена кога ќе се влезе во зградата на ректоратот, она што можете да го видите се фотографии од мажи кои што биле ректори, но истата таа фотографија се однесува и во други позиции каде што се. И она што тие го кажува дека фондот кој што се одвојува за истражувачки дејности не е доволна, нема доволна застапеност на жените кои што аплицираат за тие проекти, бидејќи тие најчесто траат долго, исплатата на тие проекти, на средствата кои што ги дава УКИМ трајат, процедурите се подолги. Едноставно посветеноста на жените кон науката е лимитирана од тие можности да учествува, да ги има еднаквите можности да аплицира, да истражува. И тоа што мрежата се залага во своите дека подеднакво ќе се грижи да се ги промовираат тие вредности и тоа што не делува дека се усмерени кон одредена нација или одреден универзитет или одредена гранка во науката, мене ми даде чувство дека навистина тие ќе работат солидарно и хумано. Јас со некои од нив индивидуално се познавам.
И драго ми е што многу од нив истражуваат на темите кои што ми се мене поблиски, правата на бегалките, мигрантките, жените во движење или ете тука во Македонија. Бубеска се извинувам, само бидејќи ја најдов мапата, објавена на еве ќе имаат гледачите можност да ја видат, каде што се гледа учеството на жените истражувачи во научни проекти во Европа, каде што Северна Македонија на првото место со најголем број 52,3%, бидејќи јас малку поинав контекст најавив пред вие да влезете во студијаво на папата и дури заклучокот на оваа студија дека европските држави како Холандија, Германија и Франција можат да учат од Северна Македонија, Албанија и Србија како всушност жените треба да бидат. Да речеме на дното на мапата само уште ова е Холандија, каде што само 25,8% од истражувачите се жени. Се извинувам просто да ви го збогатам муавето. Благодарам, зашто не е проблем кај нас дали жените се вклучени во истражувачката работа. Проблемот се политиките, родовите политики. Колку нив им се овозможува подеднаква застапеност, колку им се овозможува ова за кое што говорите, услови да се занимаваат со истражувачка и научна работа, колку им се даваат одговорни места во смисла на раководни места. Еве, зборувавме за тоа дека само еден ректор сме имале до сега на државниот УКИМ, нели, на универзитетот. На другите не знам дали имало ректори жени. Така што не се работи тука дека жените немаат желба, како што некои научнички дури и самите велат, па они немаат желба да се вклучат или немаат доволно посветеност. Работата е колку општеството возможува да се вклучат. Да, или ова што супер со графиконот што ни покажа дека често пати кога за жените говориме, јавноста секогаш ја прашува вашата компетенција. Дали вие сте доволно компетентни да бидете на некоја позиција, дали имате доволно знаење, дали имате доволно, па дори и до физичкиот изглед, дали сте доволно физички спремна да бидете дел од некоја каде што се креираат политиките, но покажува дека жените постудиозно им приоѓаат на работите во нашето општество. Жените не само да сакаат да го решат проблемот, туку и да го истражат што довело до тој проблем. Така да овој графикот ствари може да ни покаже на сите дека жените многу посериозно ги сваќаат, бидејќи дури кога владините институции говорат за некој проблем, велат ќе го истражиме проблемот, ќе го направиме, ќе правиме методологија, ќе влеземе во сршта, но еве имаме поголем број на научници во нашата држава се навистина жени кои што сериозно и пристапиле на науката, имаат компетенции и ги немаат истите можности. За жал ние сме се уште едно патриархално општество каде што жената на своите плеки ги има и обврската за грижата на поширокото семејство, не зборам сега само за помало. Така да истражувачката дејност сите знаеме дека бара многу време, многу посветеност, многу труд, многу мака, значи кој работел научен труд знае колку пати само го враќаат трудот за корекција, специјалните комисии, со тоа бара голема посветеност и жртва од страна на жените. Ако ние како општество не се поддржуваме на тој пат, не сме солидарни да ги поддржиме жените, да им се излеземе пресред за други некои работи, но како општество што повеќе нели ги истражуваме нивните мани, физички изгледи, семејни вредности, дали ги имаат или не, секако кажува дека има уште многу проблеми за кои што жените треба да работат. Во таа сфера кога велите ги тие патриархални некакви особини на нашето општество се уште се занимаваат со такви стереотипни, да речеме, представи за жените. Дали чувствувате дека се зголемило тоа кај нас или е намалено? Еве, од времето додека вие почнавте да студирате негде почеток на 2000-те години до сега, ќе речете тогаш немавме Facebook, па сите не знаевме кој што си мисли, а сега на Facebook читаме кој што си мисли. Дали навистина е зголемена таа несолидарност за која што секојдневно говориме за тоа дека нели во општеството се исчезнаат тие некои вредности претходни, а не се создадоа нови. И во тој гап, во тој процеп всушност го гледаме пропаѓањето на солидарноста и на хуманоста.
Да, многу работи се случија и се случуваат. Да збориме дека некако на Балканот сме имали премногу конфликти, војни, неизвестности како ќе го дочекаме следниот ден и слично. Но она што го гледаме во последните периоди на последните години е висок степен на нетолерантност кај нашето население, не само на социјалните мрежи, туку го гледаме со конкретни дела и активности. Дали едноставно луѓето веќе има едноставно нема оправдување за нетолеранцијата и неприфаќањето на различностите. Ние сега всушност имаме пасоши со кои можеме да патуваме, порано нели биометриските и визите и слично не изолираа да бидеме само во кругот на кај што на нас не е познат. Но сега навистина не постои оправдание да некој некого не толерира, да има предрасуди кон некого, да го гледа со посебни некои стереотипи. Посебно еве кога веќе говориме за жените, стереотипите кон нив, со секоја нова промена на власт или промена на владините кабинети, не гледаме се помалку и помалку жени. И новите жени кои што ќе дојдат во политиката, кои ќе се појават на политичката сцена или како министерки, гледаме дека нападите кои се случуваат кон нив се навистина, не можам да кажам смешни, бидејќи не иритираат и не вознемируваат. Се говори за нивниот физички изглед, нивната облека, за нивната појава, додека воопшто не се влегува во нивните компетенции, нивното CV. Значи, она што гледаме дека народот постанува се повеќе нетолерантен кон различното, нетолерантен кон нешто да му го смени комфортноста на кој што навикнал да гледа на телевизија убава витка жена и се што ќе биде спротивно на сето тоа, веќе буди кај некоја иритантност, па дали тоа е министерка или директорка, раководителка, небитно. И мислам дека сите тие гласни повици на нетолеранција влијаат и на креирањето на политиките, тоест на одлучувањето, и гледаме дека и политиките идат кон тоа да се помалку жени имаме, да не се квотите во собранието, би имале многу помалку жени и во собранието, како што имаме всушност и како начелничките еден хаотичен мал број на жени. Така да нетолеранцијата која што манифестира населението влија и на тоа што се случува. Оно што е расветливо. Што мислите, што е потребно да се смени, да се почнува да се менува барем? Тоа е долг, макотрпен процес, тоа никаде во ниедно општество не било сторено преку ноќ, но сепак. Да. Она што барем мислам дека сите сме биле воспитани во еден дух каде што сме растеле да сме сите различни, да ги прифатиме различностите. Спротивно, мислам, не сме ни збореле дека има некој кој е различен, како термин различен. Едноставно ги прифаќаш сите луѓе кои што ги имаат околу тебе. Она што навистина како држава ни фали е дефинитивно таа цела економска криза која што луѓето ги тера да се борат за својата екзистенција. Мислам дека она што треба да го видиме е дефинитивно институциите и власта сериозно да се однесуваат кон сите моменти на нетолеранција, да ги казнуваат, бидејќи имаме навистина законска рамка која што ги казнува сите, посебно значи сеачите, каде што не само онлайн станува збор за вознемирување, туку и за физичко вознемирување. Така да тука сите мислам дека мора да се вгрижени и населението, и невладиниот сектор, но и државните институции да се грижат да ги потребат механизмите кои што им стојат на располагање. Но и жените да се бидат посолидарни едни кон други. Да, жените како некој кој што постојано говориме дека сме биле маргинализирани, се уште се бориме за своето место на кој што нас ни припаѓа одговорност за тоа што за тоа го заслужуваме, да бидеме потик една кон друга, да се потикнуваме кон повисоки цели, а никако и да се воздржиме кога не се согласуваме со некого. Многу ви благодарам. Тоа беше Мерсика Смаиловиќ. Говоревме за жените во науката, за местото на жените во општеството. Ви благодарам што бевте гостинка во утрински брифинг.